Неформалното здружение Спас за животните останува на ставот дека нема да дава кучиња да се вдомуваат по скопската населба Шутооризари. Рената Хуич од Спас за животните за нова вели дека искуството и работата на терен покажаат дека жителите од населбата Шутооризари лошо ги третираат животните. Кучето Бруно беше на битолски сопственици кои што се откажаа од него и беше тешко болно од рахитис и шуга. Така што многу внимавам на кого ќе му го дадам. Треба да се знае дека постојат критериуми, треба да се знае дека згрижувањето кученце или било кое животно е исто како да се згрижува бебенце, истакна Рената. За доброто на него, значи нормално и дека ќе бирам на кого ќе го дадам. Конкретно за случајот дека девојката била одбиена затоа што е од шутка, значи имав исто, значи се јавиле македонци, имав исто случај човек што се јави од Бутел и кажа дека сака да го чува во работилница, нормално и јас не му го дадов. На јавноста е познат случајот со 17 годишната Неџмија, на која не и беше дозволено да го земе малото кученце Бруно само затоа што живее во шутка и покрај незината желба да згрижи болно куче за кое на социјалната мрежа Facebook Здруженијето Спас за животните објавило дека бара дом. Таа е навредена и зачудена, вели, зарем се уште има стереотипи и дискриминација. Македонија била држава каде што сите граѓани без разлика на националноста имаат исти права. За да вдомам куче кое било болно да не остане на улици и да се грижам за него, бев одбиена само затоа што живеам во Шутооризари, вели за нова девојчето Неџмија. Па јас заедно многу сакам кучиња и во последно време сакав да вдомам некој кученце, зашто знам дека кучинцата ги даваат на подарок и дека им треба помош. Така да барав по страниците и таман го видов Бруно, знам дека беше болен и затоа сакав да му помогнам, да го вдомам, да му подарам прекрасен дом, да биде прекрасно кученце. И така се јавив кај господјата и ја прашав дали има кученце за вдомување и таа ми кажа да. Ме праша од каде сум и реков дека сум од Шутооризари. И таа ми кажа дека таму кучиња не давала. И ја прашав зошто и ми одговори дека таа смета дека тука не ги чува доволно кучињата. И потоа за жал телефонот заради батерија ми се исклучи и толку беше. Хуич во разговорот со Нова не изрази жалење за случајот со Неџмија и истакна дека останува на ставот дека и понатаму нема да дава животни во населбите Шутооризари и Газибаба. Сум одела лично, каде све не сум се пикала во таа населба, значи кај што имало пластика, шутови, па биле целите со шуга, биле малтретирани, клоцани, тепани. И затоа не значи предрасудата према таа населба или према оваквото, значи не сакам да дадам во таа околина куче. Можеби не сакам да дадам и во Газибаба каде што се прават борби со кучиња и Тетово исто. Значи не значи дека секој прв што ќе ме се јави дека треба да го добие. Сепак, според Мери Јордановска од Асоцијацијата на активисти за правата на животните, местото на живење воопшто не треба да представува проблем. За да се земе куче од некое здружение, прво треба личноста да биде полнолетна и да има услови да го чува, вели Јордановска. Разлика или оние критериуми кои што треба да ги задоволи лице кое што вдомува куче е да биде полнолетно или доколку е малолетно бараме да разговараме со родителите, бидејќи најчесто деца како деца си сакаат животни, па ќе си се јават, ќе си земат куче, родителите не знаат, па после останува на улици или не го враќаат и се јавуваат проблеми кога станува збор за малолетни лица. Исто така доколку кучето е болно, например во овој случај знам дека е кучето болно и потребни се многу финансиски средства за да се лекува, тоа им се кажува на луѓето пред да вдомат куче дека можно да му се врати болеста, дека се уште треба да прима терапија, значи тоа се големи финансиски средства што не може секој да си ги дозволи, затоа треба да знаат луѓето пред да го вдомат што ги чека понатаму со тоа куче и сите обврски нели што следуваат од чувањето миланик. Меѓутоа
територијалната припазност или уште помалку националната припадност воопшто не игра никаква улога тука. Значи ние не можеме да кажеме дека ромите помалку се грижат за животните или дека луѓето во Шутка помалку се грижат, а луѓето во аеродром се грижат. Мислам така глобално да размислуваме, да правиме генерализација или дискриминација, мислам тоа е сулудо и да се помисли. И покрај спротивставените ставови на Сдруженијата за заштита на животните, Шуто, Ризари и Газибава се населби во Скопје, каде најчесто се случуваат изживувања, повреди па и убиства на домашни милјаничиња. Случајот со девојчето Неџмија е можеби само мала надеж за можно подобрување на состојбата во овие региони, но сепак шанса треба да им дадат токму поборниците за заштита на животните.